готвењето дома не треба да не оптеретува. Тоа треба да представува уживање и склоп на нашите емоции и сензибилитет. Доколку се мачиме, ќе ги префрлиме сите негативни емоции во храната и истата нема да биде толку вкусна, а вас ќе ви представува оптеретување во секојдневието. Јас, како што ви кажав, обожавам да готвам. Денеска уживам во последните сончеви денови на есента и решив да ви подготвам рецепт кој има исклучиво есенски состојки. Ќе ви подготвам еден карфиол, малку пилешко, една есенска салата, прекрасен сос од калинка и се надевам дека ќе ви дадам добри идеи за следните оброци, ручеци со вашата фамилија, а ние се гледаме брзо во кујната. Денешниот рецепт не е ништо специјално. Ќе ви подготвам еден скромен карфиол. Ја обожавам есента и сите производи кои доаѓаат со есента и затоа денеска избрав еден така многу необичен рецепт кој ќе го подготвам скромниот мој карфиол со една совршена италијанска сос од италијанска паста за да имате малку поексклузивно јадење. За да го подготвиме ова јадење ќе направиме бешамел сос и ќе го ставиме во карфиолот. Понатака тоа ќе го зачиниме со прекрасна есенска салата за која ќе ги искористиме повторно есенски продукти, калинка и сос од калинка и видувам дека навистина многу ќе ви се допадне. Сега ќе го започнеме со карфиолот. За да мојот карфиол е измиен, кога купувате карфиол, секогаш треба да гледате да биде бел, убав, да нема некои нагмечувања, кафеави делчиња, доколку ги има ќе ги отстраните. Карфиолот спаѓа во групата на зелки. Има исклучително многу витамини, витамин Е и витамин К, бони ми пречи, ме турка. Бони карфиол, мама, не јадеш ти тоа. Ќе го исечеме на цветчиња. Кратко ќе го провариме, бидејќи доколку карфиолот се вари подолго од 20 минути, уништувате 75% од активните состојки внатре. 2-3 минути ќе го провариме, понатаму ќе го ставиме во рерна и ви ветувам совршено јадење. Ќе го исечеме карфиолот, може да измие, може да го искршиме на поголеми цветчиња. Хајде да пробаме вака. Ќе го искршиме на поголеми цветчиња, ќе го ставиме само да се провари кратко, 2 минути, за да започне процесот на варење. И додека го правиме тоа, ќе го подготвиме бешамелот. Ќе го зачиниме со малку кашкавал, сладко задоволство. Знам дека не е здраво, меѓутоа некогаш треба и задоволството да биде пред се. Карфиолот е искршен. Ќе земеме тенџера. Ќе ставиме повеќе вода, затоа што потоа во истата вода ќе го провариме пилешкото за салатата. Тоа ќе засолиме. Ќе го засолиме бешамелот подоцна и ќе го прелиеме карфиолот. Ќе имате бисерен бешамел, кој ќе му ставиме еден македонски твист. Нашата вода е готова и внатре ќе го ставиме карфиолот. Подоцна ќе го префрлам на шпоретот позади мене, а јас ќе ви го направам мојот свиленка с бешамел со македонски зачин. Го ставаме карфиолот. Ќе го вариме 3 минути, ни повеќе ни помалку, бидејќи само сакаме да започне процесот на готвење. Може би уште малце да го засолиме. И ќе го префрлам подали да се вари. Додека се вари мојот карфиол, ќе ви подготвам совршен бешамел. Оно што треба да го знаете за бешамелот дека единствено што ви треба е трпение. Има неколку едноставни состојки, навистина многу лесно се прави, меѓутоа треба да имате трпение на ниска температура, полека со мешање да го направите да направите една свиленкаста структура, за тоа да биде ексклузивно. За да го зачиниме нашиот скромен карфиол. Ќе ставиме малку масло. Јас денеска ќе користам брилијант масло, кој има многу витамин Е. Го ставиме за да не го изгори путерот и бидејќи е неутрално, сончогледовото масло е неутрално и го користиме во готвење скоро на сите јадења, посебно во Македонија. Ќе ставиме путер. Јас ќе ставам отприлика
не знам, мислам дека тука има околу 25-30 грама. За да го направиме бешамелот, ќе го загрееме путерот, ќе додадеме 2 лажици брашно и ќе додаваме полека со постојано мешање на ниска температура. Ќе мешаме додека не добиеме еднаква структура на сосот. Потоа ќе го трнеме на страна, ќе го прелиеме карфиолот, ќе му ставиме прекрасна гауда внатре, ќе го зачиниме со црвен пипер, за да го имаме оној македонски шмек, бидејќи сепак карфиолот е наше јадење кое го користиме во земјиците и на крај сето тоа убаво ќе го испечеме додека ја подготвуваме нашата салата. Мојот путер е при крај, мора да ставите масло, бидејќи путерот не смее да загори, не сакате бешамелот да добие кафеава боја, бидејќи треба да биде бисерно бел. Нашиот путер е готов, отприлика на половина температура на вашите рингли, значи имаме убава количина на путер и масло и додаваме 2 лажици брашно. Не правиме запршка, туку само ќе го соединиме. Потоа полека ќе додаваме топло млеко. Никако ладно. Доколку додадете ладно млеко, бешамелот ќе ви се направи целиот во грудчиња, ќе ви подзагори, значи ставаме топло млеко. Нашиот путер е соединет со брашното и почнуваме да го додаваме топлото млеко. Постојано мешање. Нежно, бидејќи не сакаме грудки, доколку се појават, со мешање ќе ги разбиете низ сосот. Јас имам тука околу 400 мл млеко, можеби нема да го отпотребам целото. Бешамел веќе добива еден прекрасен изглед. Бешамелот мора убаво да го засолите, бидејќи доколку не е солен има таков блуткав вкус. Со блуткавиот вкус на карфиолот мислам дека нема да ви се допадне, затоа ќе внимавате, ќе пробувате. Сите имаме различен вкус за колку сол треба да користиме. Ќе веќе го испотребив целото млеко, значи околу 400 мл млеко одива мојот бешамел сос. И ќе чекаме да се скусне со постојано мешање. Француските готвачи би ви рекле дека треба да мешате во осмици. И ние ќе мешаме во осмици денеска. Бешамелот е интересен сос, бидејќи може да го направите, да го ставите во теглички и да ви стои доколку ја направите некоја поголема количина, да ја наполните во теглички. Одозгора секогаш ќе ставите малку од онаа кесата фолијата за пакување, за да не направи коричка. Може да стои до 2 недели во фрижидер, секогаш кога ќе ви треба да правите убавите станини или карфиол можеби. Ете, мојот бешамел е готов и на крај неочекувано ќе го направиме црвен, бидејќи сакам да добијам боја во карфиолот. Карфиолот е бел, бешамелот е бел. Јас ќе направам еден црвен прекрасен сос. Ова е чаден црвен пипер, вие може да потребите обичен ако сакате. Ако сакам тој чаден вкус во ова јадење. Така. Мојот бешамел зачинет на македонски начин. Така, убаво ќе го засолиме. За да не се испрскаме, само ще да го промешам во осмици. Гледате, ако почне да врие, одма формира коричка од озгора, значи постојано мешање, без да проврие, без да правиме урчиња. И тоа е тоа. Прекрасно. Ке ме чека на страна додека го извадам мојот карфиол, кој се пече точно, се вари уствари околу 2,5 минути до сега. За толку време го направив бешамелот. Гледаме наскоро. Го извадивме карфиолот, го исцедивме, 3 минути како што ви кажав, се уште е многу цврст. Убаво ќе го посолиме сега. Ќе му ставиме бибер. Го печем во ватрастална.
за да го покријам со капак за да ми изгори кашкавалото до згора, а внатре да се направи прекрасен парченца од карфиол, облијани во бешамел. Ете, така го притиснам. До згора ќе го ставам овој бешамел. Промешам. За се убаво да се облие во тој прекрасен убав сос. Не сакам парченца кои нема да бидат прекриени со сос. Ете така. И го ставам на страна малку. И на крај кисечка, ливченца од гауда, бидејќи тој убаво се топи. И малку ќе нареднам пармезан, вие не морате ако не сакате. Доволно е гаудата, бидејќи го има тој неутрален вкус. А јас го обожавам пармезанот. Сечкам ливченца, бидејќи сакам така го земете карфиол да се тегнат парченца, да се тегнат. Можете и моцарела, одлично во овој рецепт оди моцарела, бидејќи е неутрална, бараме кашкавал кој има неутрален вкус. Ке веднаш ќе почнат да се топат од топлината на карфиолот и на сосот. Имам тука околу 200 грама гауда. Доколку сакате да биде подиетално, може да не го потребите наставно. Прекрасен ќе биде карфиолот доколку само го подпечете и без кашкавари. Намешаме да навлезат парченцата. И само малку пармезан. Многу малку. Колку да подгори и да засоли. Не верувам дека се сретнале некој што е повозбуден што готви карфиол, меѓутоа јас го обожавам. Карфиолот има многу магнезиум. Не знам дали сте знаеле. И доколку го јадете навечер, многу лесно ќе заспиете, ќе ви се опуштат вашите мускули, бидејќи магнезиумот е многу важен за функционирање на мускулите. Ќе го покриеме и ги го ставиме во резна околу 10 минути, таман да почне да врие бешамелот, да се подгоре коричката до згора. Ќе го извадиме, ќе го послужиме со прекрасна салата. Додека карфиолот се пече, јас ќе ви ја подготвам мојата салата. Ќе биде денеска повторно ви кажа дека ќе користам есенски намирници, ќе користам калинка, сосот калинка и све останато, меѓутоа за да го добиеме оној протеин во нашиот ручек. Бидејќи многу од вас знам дека копнеат по тој месен протеин, ќе направиме салата со пилешко месо. Ќе искористиме една финта која јас многу често ја користам во водата во која го варев карфиолот. Ќе ставам пилешкото месо, ќе го варам околу 7 минути, 7-8 минути да се развари, а пода ќе го оживеам, пражејќи го во сосот калинка. Верувајте, едно од најубавите јадења кои сте ги пробале. Ми треба водата која уште ми влие на шпоретот. Ја префрлиме на најако. Ева водата од карфиолот. Ова е само за да ги поврзете сите состојки кои ги користиме денеска. Ги ставаме цело пилешко месо. Водата е засолена, ароматизирана од карфиолот. Ќе го покриеме и го вариме околу 7 минути. Ако ќе подрасчистам и се гледаме брзо да изсеткам салатата. Нашето пилешко се вари на другиот шпорет тамо 7 минути како што ви кажав, потоа само ќе го пропржиме во сосот калинка, до тогаш ќе подготвиме салатата. Обична салата која навистина само ќе ставиме состојки кои веројатно не ги очекувате. Ќе искористиме една китка рукола, нема да ја сечам, бидејќи ја сакам руколата да биде цела таква рустична во салатата. Ова е постара рукола, меѓутоа има по зачинет вкус, доколку користите млада рукола, така има по биберас вкус. Мене барем таков ме има. Ќе ставиме рукола како основа на салатата. Ќе ставиме томатини, ќе томатини, ќе ги сечеме на половинки, да имаат прекрасна боја во салатата.
промешат. Промешаме само малку. Ќе додадеме круша. Обожавам круша во салата. Ќе ставам половина и ќе исечкам на кришки. Венец, бидејќи декорацијата кажува колку внимание посветувате додека готвите. За да имаме крцкав вкус во салатата, ќе искршам ореви, грубо. Нема да ги тепам овој пат. Веројатно сум смирена денеска. Не ми треба да извадам негативната енергија. 50 грама ореви. Оревите дополнително ќе пуштат масло во салатата. И додадеме калинка. Ќе исечеме на половина. Обожавам калинки. Правам состави од калинки, ги користам во месо, во печење, во салати, со палачинки. Времето на калинки ми е едно од омилените. Обожавам есен. Денеска са Бајлево имавме една долга прошетка со Бони во празниот парк. Беше совршено врвот на мирот и спокојството, кој сите ние го бараме. Ете, ова е мојата салата есенска. Јас обожавам есен. На крај да ќе додадеме ливчиња од пармезан. Малецки ливчиња од пармезан. Само да ви изненадам со салатата. Мојата пилешка се подготвува. Ќе го подготвиме да го испржиме во сос од калинки, ќе го дадеме во салатата, ќе имаме една прекрасна топлоладна салата. И верувам дека ќе имате најубави доброци кои сте ги пробале. Се гледаме наскоро. Салатата ни е готова, како што ви кажав, и го сега само пилешкото. Пилешкото го сварив 7 минути. Ова е финта која можете многу чисто да ја користите дома, доколку сакате брз оброк. Ти само ќе го сварите пилешкото месо, понатака може да го пропржите во било какви сосови, да имате да мислат сите дека сте посветиле цел ден во кујна. Значи, во една тава, ќе загреваме тавата, ќе ставиме повторно малку масло, јас ќе користам брилијант, ќе додадеме една лажица путер и ќе го ставиме пилешкото. Пилешкото го извадив малку на маса за да испари водата, за да не почне тука да не испогори путерот и зејтинот. Така, цело. Кога ќе се запржи, ќе зарумени од двете страни, ќе додадеме прекрасен сируп од калинка. Јас го набавив купен, меѓутоа може да го направите. Калинките се варат со околу 100 мл вода, додека целата течност не се редуцира и не добиете ваков прекрасен сируп. Апсолутно ништо не додавате, ниту кора од лимон, ниту сол, ниту ништо, ни шекер, за да добиете неутрален сос од калинка, кој може потоа да го користите и во солени и во благи јадење. Пилешкото веќе го направивме и ве вака убаво зарумени. Додадеме прекрасен сос од калинка. Ќе поврие малце. Сосот ќе го собереме, ќе го ставам во истата саче, за доколку некој сака да си го полие. Салатата ќе ја зачиниме со малку маслиново масло.
директно во снезе. Ставиме убава количина на сол. Црн бибер. И малку свеж лимон. Можете да ставите и оцет ако сакате, можете и да не ставите, бидејќи самата калинка е доволно кисела. Меѓутоа лимонот ќе ја задржи крушата за да не потемне. Не можам да ви опишам колку прекрасно мириса. Пилешкото ќе биде готово само за 1 минута. Јас ќе подраскренам, ќе го сервирам тоа на прекрасна чинија и се гледаме надвор на одјавата. За денеска ви подготвив едно необично јадење. Скромен карфиол во еден таков сложен италијански бешамел сос со македонски зачин. Пилешкото го подготвив со сосот калинка, има киселка вкуса, затоа ви подготвив за да ви го убави вкусот една убава есенска салата. Се надевам дека ви дадовме интересни идеи за следните оброци, а вие веќе гледате не во следната епизода на Маја готви. Јас морам да го пробам ова.